Традиционално секоја година организираме Мевлид Кандили, што изначал на македонски, одбележување на денот на раѓањето на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, кој муслиманите го слават низ целиот свет и се собираат во голем број, се полнат цели плоштади и цели стадиони во чест на последниот Божи пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем. Значењето за муслиманите е големо. Ако земеме поточно во денешно време, ќе земаме пример дека во последно време се идеализираат погрешни луѓе. Се следат погрешни луѓе и никако да се земе пример од вистинските луѓе, од вистинските лидери, од вистинските луѓе кои упатуваат на нешто што е добро. Ова го зборам во името на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, што се однесува до него. Во човештвото има криза. И кризата е јасна. Јасна е себичноста на луѓето. Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем не учи на нешто подруго. Не учи со векови наназад. На нешто многу поубаво и нешто многу повистинито. А тоа е прво да се сакаат луѓето меѓу себе, да имаат сочувство, да се грижат за другите повеќе отколку за себе. Да внимаваат на старите, да ги изучуваат младите, да ги едуцираат оние кои не се едуцирани, да градат соживот помеѓу луѓето. Тоа е пораката на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем. И таа порака е за цело човештво. Тој дојде и ја пренесе објавата од единствениот Бог, Аллах субхану ва таала, единствениот Господар, единствениот Створител. Ја пренесе пораката кон човештвото. Пораката на вистината, пораката на вистинската вера, пораката на единствената вера, вера која поттикнува кон добро и вера која забранува се што е зло. Тоа е пораката на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, да се верува во еден единствен Бог и да се прифати пратеништвото на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем. Јас, иако сум беровчанец, ќе напоменам, беровчанец сум, тука сум веќе 4 години, вазифет имам, на македонски кажано, ми е дадена таа обврска од Исламската заедница на Република Македонија да бидам имам во градската џамија Султан Мехмед Фатих II Делчево. 4 години како што сум тука, никогаш не сум имал никаков проблем, секогаш сум живеел со сите и гледам дека сите муслимани и сите христијани и сите кои се од други вери имаат соживот, живеат заедно, работат заедно, се веселат заедно. Сето тоа комплетно ни кажува еден знак дека Источна Македонија е едно посебно парче од, да кажеме, цела Македонија.